Добре дојдовте во актуелната ера. Еве ги вестите на денот. За Столе Попов отворањето на Манајки било селска манифестација. Прв академски час на Битолскиот универзитет. Интерактивни спортски и забавни игри во Стифнаумов. Се одржа меѓународен надпревар во спортски риболов. Манајки се отвори во саботата вечерта, вниманието го привлече оскаровката Жулиет Бинош, но и македонскиот режисер Столе Попов, кој демонстративно замина од салата. А синоќа тој со неговата екипа беа дел од црвениот тепих. Не сакаше да даде изјава за сите ние кои бевме таму. Добро, супер, возбуден нормално предпремиерно. Сепак вербата во филмот, вербата во текстот на Горан Стефановски на Столе, тоа ми ја намалува тремата онака на 50%, така да доста подобро се чувствувам. Супер. Зачески со доаѓањето на Манајки заради премиери? Ова година не сум изброил убаво дали имам 3 или 4, не знам кои се дојдоа. Значи еден е студентски филм, еден е играно документарен на Пиперковски, дали стигна, не сум ја видел убаво програмата, не бев тука во Македонија. До Балчак и Деца на сонцето исто, не знам точно дали моите сцени се оставени во филмот, така да оваа година бога ми ќе се смачи. Лос Анџелес? Па кој знае, ако бидне, секако. Денеска на пресконференција за синоќешната светска премиера на До Балчак, свеченото отворање Столе Попов го нарече селска манифестација. На ова реагираше директорката Лабина Митевска, барајќи од него да не го навредува фестивалот. Значи тоа, вие, пошто видовте вие дека е тоа скандал, прво. Значи ја влегов, дојдов, поминав, морам да кажам на црвениот тепик, морам да кажам дека бев фрапантно изненаден дека ја као Столе Попов, кој што сепак мислам дека сум оставил во Македонија нешто, можда вие мислите лично дека не сум оставил ништо, меѓутоа е тој ваш проблем, сметав дека сепак некој можеби ќе најде за сходно едно пристојно добро вечер да ми каже, пристојно добро вечер, едно пристојно добро дојде, а не да се занимава, јас сум режисер, не сум ја продуцент на филмот, со протест на дуќанџи, со ова во една сепак пригода која што е свечена и на отварање. Значи тоа е втората работа. Третата работа, кога дојдов, ја мислев дека нормалниот протокол предпоставуваше кога јас сум сепак гостин, веројатно и бидејќи бев свечена премиера, значи ја сум поканет да го со својот филм и да го увеличам овој фестивал. Пристојно беше некој да ме пречека на тој црвен тепих, а не да ме остави да ја не знам што да правам. 10 новинари дојдите, а едноставно не знаев овако на кого да се обратам. Се обратив на првите кои што ме повикава, меѓутоа беа прашањата такви. Одма почна контроверзи, вашиот филм со контроверзи. Значи, ако после 50 години во Македонија поготово немаат што да го прашаат Столе Попов, освен контроверзиите со 10-15 дуќанџи, не знам што друго да одговарам. Нека е на чест и не знам како, што да ви кажам. Значи, тоа е втората работа. Третата работа е зашто излегов сега. Точно е. Влегов внатре, седев околу 15-20, колку минути беше,
еден огромен екран, една камера која што регистрира надвор таа селска мала приредба, малограѓанска до крај, одвратно малограѓанска, одвратно, за мои услови, кај што дефилира, полека, ќе ме молам, не, молти, ќе ме молам. Не ве вреќам. Не е тоа до вас. Не е до вас, Лабина. Не е до вас тоа. Да довршам па ќе кажете. Значи не ве кривам вас. Не, не се навреди. Не, па ќе сакам да се доискажам до крај. И немам намера и дури вистина не сакам да ве вреќам. Мислам дека не е ваша вина. Сакам да се дообјаснам па да ме чуете. 20 пати кажување селска. Па така, ја така доживеав, па имам ја право како да доживеам. Не знам дали сте биле на голем друг светски. Не сум бил, само ти си била Лавина. Але видете достоинствено и ве дочекате. Добре, нема зло. Па не вреđam. Не вреđam. Сам да продолжиме достоинствено. Ама достоинствено. Како што ние да очекуваме, како што... Па добро, вие така мислите. Еве ја одмah ќе ви поставам прашање, значи сите гости ги дочека, некој мене не ме дочека никој. Значи никој, веројатно тие што ги дочекуваа беа ангажирани за некого друг да дочекаат. Мислам, во ред, нема проблем никаков. Значи, не сакам да вреđam. Значи, има нешто што спаѓа и у менталитет на овој народ. Меѓутоа, за мене, како човек кој што дошол на фестивал на филмска камера пред се, значи не сум дошол ја нити на модни ревии, нити сум дошол некој да ми покажува какви чорапчиња, какви фустанчиња има. Ја не сум дошол. Ја 35 години доаѓав на овој фестивал и бев научен на нешто друго. Ја го прифаќам тоа, се менуваат и времиња и све. Меѓутоа чекав, требаше нели да биде отворање у 8, дојде колку 9:30 или колку 10, овако едноставно викам, значи изгледа сум ја погрешил адресата, викам, можеби не сум требал, можеше требаше на некоја модна ревија да одам. Реков, ја ќе излезам, не можам, јас сум веќе постар човек, ја имам 64 години. Значи не можам ја да чекам саат и пол модна ревија и ова, мислам, нема сврха целата таа работа. И со соопштение до медиумите и со изјава се огласи директорката на фестивалот Митевска. Да ме чуете. 20 пати кажување селска. Па така, ја така доживеав, имам ја право како да доживеам. Дискусии, дали треба црвен тепих, дали не треба, на некого ќе му се допадна, на некој не. Ние како фестивал сметаме дека треба, затоа што сакаме да наликуваме на сите светски фестивали, го правиме потерк на сите светски фестивали. Нас ни е цел да ги промовираме авторите, да ги промовираме нивните дела, да ги промовираме нивната уметност и тоа досега сме го правеле и понатаму ќе го правиме. Криво ми е што можеби некој се ова го искористи на друг начин и за некои можеби лични промоции, но мислам дека она што е најдобро што имаме добри филмови и што публиката ќе ужива во нив. Ја не ги разбирам недоразбирањата кои што јавно се искажуваат тенденциозно. За се тоа повеќе во емисијата Кон звездите со Тера, која ќе можете да ја следите исто како и вчера и вечер во 18 часот во живот пред Центарот за култура. А еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Разбојништво во Битола. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја следите програмата на филмскиот фестивал Браќа Манаки? Редовно, повремено, не ја следам. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
утринската пресконференција посветена премиерата на Добалчак, режисерот Попов свеченото отворање на фестивалот го нарече селска манифестација, ова предизвика кавга меѓу директорката Митевска и режисерот Попов. Екипата на македонскиот филм Добалчак, предводена од режисерот Попов и дел од актерската екипа, продефилира на црвениот килим пред Домот на културата во Битола. Наставниците и професорите на 29 септември ќе стапат во генерален штрајк. Според одлуката на СОНК, наставниците и професорите ќе одат на работа, настава нема да има се до исполнување на нивните барања. Министерката за внатрешни работи на Македонија Гордана Јанкуловска и Рашко Коњевич, низиниот колега од Црнагора, во Подгорица ќе потпишат спогодба за заедно признавање на возачките дозволи на граѓаните од двете земји. Водостојот на реките во Хрватска се на рекордно ниво. Водостојот на реката Мура е 533 см, ситуацијата е тешка и во останатите делови од меѓуморје. Дипломати од целиот свет денеска во Париз се фокусирани врз глобалната стратегија за борба против екстремистичката организација Исламска држава. Започна академската година за студентите на Битолскиот универзитет. Денес ректорот заедно со проректорите како и градоначалникот присуствуваше на првиот академски час на Техничкиот факултет. Маја Богоевска. Денес свечено се одбележа првиот академски час за новата генерација студенти на Битолскиот универзитет, а ректорската управа во полн состав беше присутна на Техничкиот факултет. Оваа година за Битолскиот универзитет е важна и заради новиот факултет за информатика и комуникацијски технологии. Што од една страна за Техничкиот факултет може да представува одреден дел од кадрите ќе одат на тој нов факултет, меѓутоа дополнителна мотивација и Техничкиот факултет има капацитет и сили, има кадри кои што сигурен сум со новиот декан ќе направат една реорганизација, ќе понудат нови студиски програми, со што ќе го подобрат уште повеќе имиџот кој што го има овој факултет. Новата академска година Техничкиот факултет ја започнува со нов декан. Технички факултет Битола е високообразовна институција со 53 годишно искуство во дејноста и е лидер во образованието на инженерски кадар. Горди сме со фактот дека Технички факултет Битола представува расадник за развој на квалитетни кадри од областа на техничките науки. Тоа го потврдува и големиот број успешни инженери, сопственици, истражувачи, научници кои своето знаење го имаат стекнато на Технички факултет Битола. Знаењето кое се добива од Техничкиот факултет е од голема корист за стопанството, потенцира ректорот. Техничкиот факултет е база на нашиот универзитет за соработка со стопанството, бидејќи на него беа запишани скоро 20% од студентите на целиот универзитет и кога Кромберг и Шуберг дојдоа за прв пат во Битола, ние во најтесна соработка со градоначалникот имавме една презентација и тие беа фасцинирани дека нашиот универзитет има таква структура на студенти. Значи најголем дел техничките науки, студентите што се на Техничкиот факултет, 20% значи од универзитетот да се од област на технички науки. Градоначалникот истакна дека сакаат младите луѓе да ги насочат кон техничките науки. Ќе ни требаат уште повеќе инженери за тоа што нема да останеме само на Кромберг и Шуберг, туку планираме, се разбира, да таму да се изградат уште поголем број фабрики, а за тоа ќе ни треба стручен кадар. Овие професори тука, нашиот универзитет, се најдоброто решение за тоа што тие ни даваат уште една дополнителна можност. Тие практично, имајќи ги нив, задоволуваме еден многу значаен критериум. Значи, условите се подобруваат затоа што имаме луѓе кои што можат да едуцираат кадар кој што треба да се вработи во индустријската зона Жабени. Значи, и денеска ќе им кажеме на нашите млади студенти, се разбира, ќе им посакаме пред се многу добро здравје, успешна учебна година и ќе ги пофалиме за изборот што го направиле. В четврток на Техничкиот факултет е најавено свечено одбележување на отпочнувањето со работа на новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии. И на Високата медицинска школа денеска со свеченост почна новата академска година. Весна Шеровска. Со интонирање на македонската химна денес во просториите на Високата медицинска школа во Битола се одржа првиот академски час за учебната 2014-2015 година. Настанот го отвори директорот на оваа високообразовна институција која им посака успешен старт на идните студенти. Новите студенти
како што гледам со радост доаѓаат за првиот час. Секако среќни што нивните желби за упис на ова школа им се остварени. Од уписот на студиските програми за прв циклус студии сме во главном задоволни и среќни што се запиша студенти со доста добар успех од средното образование, што подразбира дека ќе биде добар потенцијал за солидна едукација во здравствени струки и утре ќе бидат добри здравствени работници во нашето здравство. За да се студира здравствени струки, основното нешто што треба да го научи студентот е значењето на хуманоста, вели директорката, и додава дека оваа установа нуди големо знаење и пракса, како и психолошка подготовка на студентот. Да се здрави, да се добро, да се осеќаат пријатно во нашата школа, да сакат да доаѓаат на настава, да ги пратат студиските програми на кои се запишале, да ги пратат посебно вежбите, да соработуваат со нас и да бидат отворени кон наставниците во однос на секаков тип на консултации. Но сакам да бидат и добро социализирани, во школата да развиваат добри социјални контакти, да се однесуваат другарски и да си помагат меѓу себе. Односно да научат дека студира здравствени струки, каде што треба да бидат на прво место хумани, на второ отворени, доброчудни и многу добро да си ја познава струката за да можат да одговорат на задачите кои утре ги чекат во здравствените организации. Денеска военно е и третиот упис за прв циклус на студии, а течат и уписите за специјалистички студии за сите 5 студиски програми на Високата медицинска школа. На 10 годишнината од постоењето на Меѓународниот славјански институт, денеска свечено им беа доделени индексите на идните студенти и стипендиите на најдобрите. Оливера Михајловска. По 10-ти пат Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин ги отвори вратите за идните бруцоши, психолози, економисти, предприемници, инженери по безбедност, информатичари и од годинава и правници. За период од 10 години успеавме акредитиравме 5 универзитетски единици и 2 научна института. Сите работејќи врз основа на акредитирана документација, создадовме реални услови да бидеме предпознатливи не само на просторот во Република Македонија за производство на интелектуален кадар, туку и надвор од тоа. Во оваа прилика сакам да нагласам дека издаваме и двострука диплома со русите. Со нашата мотивацијска програма, програмите кои постојат и се на располагање со отворените лиценцни услови, ние се создадовме и се стекнавме не само со право за развој на собствена кариера, туку и создадовме услови да голем број од нашите студенти веќе на меѓународната берза на трудот успешно се котираат, односно функционираат. Она што зачудува е големиот интерес за факултетот за психологија, зашто деканот Белевска вели е професија без која допрва нема да може да се замисли општеството, иако истата е наука за самите нас, од развојот па се до стресот од секојдневието. Јас сум сигурна дека оваа држава има многу сенс за својот народ, а со тоа ќе ги користи многу психолозите како превенција, а не лекување на одредени заболувања. Сметам дека во фабриките, во предпријатијата, во секоја слободна зона ќе има една плејада на психолози која ќе го супортира целата наша економија и производство. Стално велам дека од психологија многу добро се заработува и бруцошите многу се чудат. И тоа велам дека се заработува уште првиот ден кога ќе го земат индексот. Да ги покажат на бабите, дедовците, мајките и татковците и најмалку 100 евра ќе заработа денес. Од годинава универзитетот доби уште еден акредитиран факултет. Значи, од оваа година почна правниот факултет во состав на Меѓународниот славјански универзитет. Правниот факултет е акредитиран согласно најновите измени на Законот за високо образование, со кој што струката правник е ставена во регулираните професии заедно со медицината, така да нашата програма е прва програма адаптирана согласно најновите измени на Законот за високо образование и на нашите идни правници им нудиме 3 годишни студии со кои ќе се стекнат со звање правник, 4 годишни со кои ќе се стекнат со звање дипломиран правник, во иднина ќе биде акредитирана и студиска програма за постдипломски студии, кои што ќе бидат во трајање од 1 година, каде што студентите може да се стекнат со звање магистар на правни науки.
Денеска на студентите им беа доделени индексите и стипендиите на најдобрите. Сите сме еднакви е проектот заради кој британскиот амбасадор во земјава и министерот за образование и наука го посетија денеска основното училиште Стив Наумов во Битола. Оливера Михајловска. Министерот за образование и наука Абдулаким Адеми и амбасадорот на Велика Британија во земјава Чарлс Герет денеска беа нагости во основното училиште Стив Наумов во Битола, односно пред директорот, градоначалникот, наставниците и родителите. Учениците од ова училиште го прикажаа проектот за меѓуетничка интеграција Сите сме еднакви преку првата фаза интерактивни спортски забавни игри. Овој проект е двогодишен и е во соработка на Стив Наумов, Министерството за образование, Амбасадата на Британија и Сдруженијето на граѓани ОХО. Ученици од 2, 3 и 4 деление прво се загреваа, а потоа имаа надпревар во овие интерактивни игри, следејќи единствено правило: нема лутење и карање. Кој го прави тоа, ќе биде исклучен. Еве што донесува светот на актуел. Исламската држава во заложништво држи 24 лица. И за други локални теми покусата пауза. Останете со нас. Премиера на филмот До Балчак и скандал на пресконференцијата. Жулиет Бинош на средба со битолчани. Странските медиуми за гостувањето на Бинош на браќа Манаки. Меѓународен рибарски надпревар на Стрежевското езеро. Најдобрите рибари беа наградени. Весна Шеровска. На акумулацијата Стрежево во близина на селото Лера во организација на Сдруженијето на риболовци Црна река од Битола се одржа меѓународниот меморијален куп во спортски риболов Црна река 2014 година. Учествуваа екипи на риболовци од Република Македонија и Република Србија. По 19-ти пат се одржува куп Битола, надпревар во риболов, и 8-ми пат меморијален куп Христо Падиловски мачорот. Фамилијата негова што е во Австралија помага овој куп сите тие 8 години. На надпреварот има екипи од цела Македонија, од Србија. Значи моментално се надпреварот 9 екипи. Битола, Велес, Туманово, Кавадарци, Радовиш, Врање, Србија. Секоја година, значи втората најава или првата најава септември се држи овој куп. И оваа година надпреварот беше помогнат од јавното предпријатие Стрижево и општина Битола. Оваа година вложивме максимални напори да дадеме особен придонес во продолжувањето на оваа долгогодишна спортска традиционална манифестација која секоја година се одржува во водите на рекреативната зона акумулација Стрежево. И со искрени заложби се надеваме и во иднина истата да продолжи на задоволство на сите љубители на спортскиот риболов во Битола и пошироко во земјата. По истекот на 3 часа ловење надпреварот заврши, се пристапи кон мерење на уловот на секој поединец. По собирањето на приборот се продолжи со пресметување на резултатите во ресторанот Путник во Битола, каде беа прогласени најдобрите риболовци во поединечна и групна конкуренција. Вели Михајловски. Принципот си е по правилата на грамажак и лажак кој не повеќе. Значи има на прво, второ, трето место поединечна конкуренција и прво, второ, трето место во екипна. Секоја година даваме благодарници на луѓе што помагаат во клубот, така ќе биде оваа година. Че тоа ќе биде после завршувањето, бидено од битолските ресторани, ќе бидат длување и благодарници на помагателите на купот. На ова дружење не беа заборавени и ветераните на Сдруженијето Црна река од Битола. На највозрастните членови им беше доделена благодарница за долгогодишната работа во Сдруженијето и развојот на спортскиот и рекреативниот риболов. Вчера во Паралово, во црквата посветена на Свети Ѓорѓи Победоносец, се реализираше проектот Почувствувај Македонија со 600 сетило од срцето. Друштвото на писатели на Македонија, младинската организација Почувствувај Македонија и Сдруженијето на пенсионери на Македонија и иселеници се иницијативен одбор на проектот, а Паралово беше 5-та дестинација до сега. Да, на 14 септември оваа година во Паралово, поточно во манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец, се одржа една посебна приредба, посебна програма под наслов, тоа е проект со наслов Почувствувај Македонија со 600 сетило срцето. Сушност, програмата ја изведуваат или во организација е на Друштвото на писателите на Македонија, Младинската организација Почувствувај Македонија,
Сдружение на пензионери, невладината организација НОРА, кои подготвуваат една несекојдневна и ми се чини многу успешна програма, барем почетоците ветуваат дека така ќе биде. Имено станува збор, треба 12 цркви со името Свети Ѓорги Победоносец, кои што се наоѓаат во Македонија, да се посетат и во нив се организира посебна приредба, посебно на тој ден, кога и верниците од селото, кога и градоначалникот, кога и собранието од таа општина, па и митрополитот ги одобруваат сиве овие програмски начела и се изведуваат во одреден момент. Можам да кажам дека досега сме многу задоволни, бидејќи присутни се верниците од селото и од соседните села, од општината, од собранието, од црквата се разбира, и изведувачите. Обично градоначалникот ја отвора програмата, свеченоста, потоа почнува со оперска певица која ја изведува, или оперски певец, кој што ја изведува песната Аве Марија, настапуваат поети, писатели и се изведува една целодневна, навистина убава програма која со внимание е проследувана и навистина може да се оцени како позитивен потек, а кој ќе се реализира во повеќе полунаселени планински места, позапустени места, што не значи дека и во градовите тоа истото. Мислиме дека и една од наредните такви состаноци, приредби, ќе се одржи во Велушина, под покровителство на општина Битола. Бидејќи најчесто говорам за хагиографијата на Свети Ѓорги, која што се наоѓа во разни ракописи словенски, а и во целиот христијански свет. Тој е општо христијански светител, популарен во сите христијански земји, покрај локалните, кои што се специфични за секој локалитет. Тоа е моја струка, која со години сум ја работела и со задоволство запирам на хагиографијата на Свети Ѓорги Победоносец. Дали е потребно детските градинки да работат и во викенди? Ова беше нашето анкетно прашање на веб порталот минатата недела. Еве ги резултатите. Да, 58% сметаат дека треба да работат, нешто помалку од оваа бројка 42% дека не треба да работат. Новото анкетно прашање на tera.mk. Разбојништво во Битола. Вчера околу 21 часот и 45 минути во Битола на улицата Новачки пат на местото викано француски гробишта во куќа на лицето со иницијали ЈК 59 години. Две непознати маскирани лица со употреба на физичка сила и остар предмет извршиле разбојништво над него и неговата мајка, ПК 81 година, нанесувајќи му телесна повреда во пределот на десната рака на ЈК, при што им одзеле 450 евра. Се преземаат мерки за откривање на сторителите. Учесниците на меѓународната конференција за безбедност на Ирак, што денеска се одржува во Париз, ветија дека ќе го поддржат Багдад во борбата против припадниците на џихадистката група Исламска држава со сите неопходни средства, вклучувајќи и војни. Учесниците на конференцијата оценија дека Исламската држава представува закана не само за Ирак, туку и за целата меѓународна заедница. Се наведува во завршната декларација од средбата во Париз, на која учествуваат представници на околу 30 држави од целиот свет. Во документот учесниците на конференцијата се обврзуваат дека ќе ја поддржат новата ирачка влада со сите неопходни средства во борбата против џихадистите, вклучувајќи тука и доделување на воена помош. Шкотскиот прв министер и лидер на сепаратистичката Шкотска национална партија Алекс Салмонд изјави дека не верува оти во Шкотска ќе се организира уште еден референдум доколку на изјаснувањето в четврток гласачите ја отфрлат независноста. Во интервју за BBC Салмон вели дека станува збор само за негово лично мислење, но нагласи дека сегашниот референдумско изјаснување е можност која само еднаш се укажува на цела една генерација. Тој прв пат призна дека целта на кампањата за раскинување на 300 години старата унија меѓу Шкотска и Англија не е победа со еден глас, туку обезбедување значајно гласачко мнозинство за излез од Велика Британија и за создавање независна држава, доколку, како што рече, тоа биде можно да се постигне. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на Актел. Благодариме што бевте со нас. Се гледаме во емисијата посветена на Маја Наки кон звездите со Тера од 18.